Добар ден, ученици, родители, наставници. Во следниве 9-10 минути ќе се обидеме да покажеме вежби за раздвижување на телото, кои што може да ги искористите и потребно да ги применувате во текот на 10-минутните паузи помеѓу часовите во онлайн наставата. Зошто се потребни овие вежби? Од преголема уседеност, односно пасивност на организмот, подесто на земјината тежа, заземаме некоја положба која континуирана во 5-6 часа може да не ја минуваме, дури ни во паузите, и самата оловување на мускулите и десето на земјина тежа или го носи телото кон напред со рамениците во едно кефотично држење со глава кон напред, или пак во едно спуштено седење каде што пак се појавува или се зголемува она лумбална кривина славенска или лордоза, или пак скрстено седење со некоја прекрстено со нога или рака, кое што веќе прават извиткување на арбетниот стол во сколиотично држење. Но тоа можеме да коментираме во текот на часот. Добро е по завршување на 30 минутниот час, барем најмалку во 2 паузи во тек на 6 часовен наставен ден, 7 часа, 5 колку имате, барем 2 паузи да ги искористите за раздвижување, кое што ќе го започнеме со раздвижување на мускулите на рамења, па е за почеток од едно исправено седење да земаме положба колку што е можно на нашето столче, и почнуваме со кружени движења назад со рамениците. Повторувања, 10 повторувања, па одиме кон напред. Може протресувања мали веќе, од тука напред, назад, назад со рамениците, веќе се чувствуваат она движење на мускулите кое што се слуша од самото тело. Потоа може наизменично горе, долу со лево-десно раме, и веќе чувствуваме дека овие мускули околу рамениците и вратниот дел се загреваат, па сега дури можеме да го опуштиме и вратниот дел на мускули со кружни движења во максимални отклонување, предклонување, затклонување со главата во една страна, и истото да ги изведеме и во друга страна со затворени очи, уште подобро ако може, некоја тивка музика ако имате да пуштите во меѓувреме доди на вашиот лаптоп, на вашиот компјутер, на вашиот мобилен, би било одлично. Преатклон и затклон со глава по 7-8 повторувања до 10, 9-10, но заедно напред и назад да е едно повторување. Отклони можеме со глава кон рамениците, 3, едно повторување, значи 1, 2 е едно повторување, и нормално свртување на во десно и во лево, со што поголем поглед, значи да оди кон назад, но трупот градите да останат напред, за да може убаво истегнати. На крај можеме со задршка брада кон градната коска убаво да се задржи, да се истегне задниот дел. И сега да го направиме скроз назад, да ја бутнеме брадата. Ја буткаме, да може овој преден дел да го истегнеме. Можеме со свртување и задршка, во да се истегне, и на друга страна и задршка убаво да го истегне.
Ова ги загреавме рамниците, истегнавме вратот, се олабавивме малце, се оведовме, сега можем од исправен став, веќе не мора ни потрени да се исправиме. Од овдека може да ја истегнеме раката позади, раме, трицепс, исто на спортивната рака. Овдека може на напред да се задржи исто 7-8 секунди. На друга страна. Ова вежба да ја усложниме или да одиме во потешка варијанта, да пробуваме една рака позади, една напред, да ги фатиме прстите, со што ќе се мотивираме да бутнеме напред со граден кош, да го исправиме трупот, ако не можеме барем да биде допрено. Во следна варијанта, задршка. Од тука можеме да истегнеме раце и прсти фатени помеѓу себе до истегнување горе, назад. Од овдека може засуци со исправени раце горе. И сега ова, за да се добие поголем ефект, овдека може два, значи да се проба да се турне со глава назад, да се исправи градниот дел на трупот. И турнеме и сега од истава пола може засук. Нема потреба брзане, сите вежби треба да бидат пријатни, да се почувствува кои мускули ги раздвижуваме, кои ги стегнуваме, кои се физички активни во моментот, кои се активни статички, кои се пасивни. Овај засук може да биде и малку со задршка на столот и на столчето, на спродена страна исто. Можеме подседнати и фатени со раце во помеѓу себе крстени прсти, туркање надолу и влечење кон назад со раце со раменици, но исправање на грбот, гради кон напред да се стигне, за да може да добиеме исправена положба, односно спротивно на она на која не тера седењето на компјутер кон напред. Така би ги завршиле вежбите од седење и може 4 вежби да дадеме за од стоење. Ќе го искористиме столчето, од седење, значи во најмал простор, ќе направиме 10 станување од столче и чучнување до седнување на столчето. 4. Вложуваме уште неколку повторувања, за да ги раздвижиме и нозите, бидејќи циркулацијата на нагоре при повеќе часот на седење е оттежната, малку ги раздвижуваме и нозите, на хорниците. Сега, бидејќи прсите и стапалата исто така најчесто се крајници, екстремитети и се ладат, малку да ги истегнеме, може и без допирно, може и со допир или помагање на некој дел од мебелот, да се направат 10-12 пожелно подигнувања на прсти и ќе дадеме уште 2 вежби, каде што ќе истегнеме првинтрената,
ложа, значи на квадрицепсот на нозете и задната ложа бицепсот на нозете. Попрени на столот, под мебелот, било кој да е, може да се свртени. И стегнуваме, буткаме кон напред, убаво да се истигне предната ложа. И последна вежба, лаго предклон со задршка, да ја истегнеме задната ложа. Може да се види вака. По завршување на овие вежби, веднаш може и во текот на изградувањето на вежби да се следи вклучување на следниот час, да бидете вклучени, намерно пуштите на минутка, да и повеќе 10 минути, за да се види дека тоа не е проблем, нема да пречи и да продолжите вака освежени во работа на следниот час. Убедени сме дека ќе почнете да ги применувате овие вежби, бидејќи после 2-3 недели организмот се навикнува или на вежбање и работа активен одмор, или пак не се вежба континуирано редовно, се навикнува на една пасивност, која што веќе ќе биде индикација за лошо одржање најпрви, а по неколку месеци веќе и на појава на деформитет на телото. До гледање.